По зажнејувањето со срп на Орис на нива и по вражидбата на гумно, случувањата од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис продолжија во паркот во Кочани, каде што на штандови беа изложени традиционални јадења од Орис, а на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли настапија домашни и странски ансамбли. Своите ора и обичаи на сцената ги представија гостите: фолклорниот ансамбл Етнос од Скопје, фолклорно студио Блажевски од Скопје, фолклорно друштво Младост од Босилеград, Република Србија, културно-уметничко друштво Диван Хана Скопје, културно-уметничко друштво 8 октомври од Крива Паланка, културно друштво Јени Јол од Скопје, Вера Јоцик од Македонска Каменица, Македонско културно друштво Свети Кирил и Методи крај Република Словенија и домашните ансамбли, фолклорниот ансамбл Кочани, Лјупчо Сантов Оризари, културно друштво Руен и фолклорниот ансамбл Мугри, кои се представија со ора и обичаи од источниот крај. Во рамките на деновите на Оризот во ресторанот Аледар на заедничко дружење се собраа представниците на фолклорните ансамбли, на домашните и странските и на официјалните делегации од збртимените градови со Кочани, Перејаслав, Хмелницки, Украина, Крижевци, Хрватска и градот со кој општина Кочани од оваа година започна соработка Жалец од Република Словенија, кој ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев и им подари скромни подароци во знак на успешна соработка. Воедно ги поздрави и представниците на фолклорните ансамбли, Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од крај Република Словенија и фолклорното друштво Младост од Босилеград. И тие ги поздравија присутните и рекоа дека се задоволни од целата манифестација. Сакам да кажам дека нашиот град Перејаслав Хмелницки е најстар град во Украина. Со Кочани е збратимен град и соработуваме многу години. Го поканувам градоначалникот на Кочани Николчо Илиев да дојде во нашиот град, да се запознае со знаменитостите на градот, во кој има повеќе националности, меѓу кои и 7 македонци кои што живеат во Перејаслав Хмелницки. Во паркот на револуцијата концерт одржа Салса и Пунто Куба, а се одржа и концертот македонски и светски евергрин мелодии Девана Нардели и Огнен Здравковски со Долче Дуо.